Добро вечер на сите и од моје име. Се надам дека сега, откако Лазар се обида да ни фрли повеќе светлина на прашањата што е аргумент, што е теза, што е организирана дискусија, што е формат на дебатирање, и откако го видовме перформансот на момците и девојките од арт кластерот во Скопје на проектот Младинска независност, ние малку појасно што е тоа што ние го сакаме и која е целта што сакаме да ја постигнеме со денешната организирана дискусија аргумент. Тезата на оваа дебата е: овој дом верува дека образованието во Македонија не им нуди работни вештини на младите. Дефинитивно теза која што може да предизвика многу полемики и на која има многу диаметрално различни мислења. Чест ми е да бидам модератор на оваа дебата и од повеќе причини. Една од нив се самите говорници кои што ги поканувам да дојдат на сцената, односно дебатерите од Младински образовен форум. Представува огромно задоволство да се зборува пред Волков аудиториум на млади луѓе, на ликови интелектуалци познати од нашата земја кои што имаат желба да видат ваков настан. Настан од ваков калибар кој што промовира култура на изразување, култура на диалог и аргументација и почит на соговорниците пред се. Момците и девојките со кои делам оваа дебата, односно панелот на дебатери на оваа дебата, а и говорниците, односно гостите говорници на оваа дебата, мислам дека имаат многу што да кажат на оваа теза. Со мене на оваа бина ќе седат четворица искусни дебатери од Младински образовен форум, кои во текот на својата дебатерска кариера добиле не само признанија за своите дебатерски вештини и знаења, туку и се докажале како оратори кои што знаат да презентираат структурирани, логични, но и жестоки и темпераментни говори. Афирмативниот тим, односно тимот кој е за оваа теза, тврди дека образованието во Македонија не нуди работни вештини на младите од нашата земја, се Георги Велковски и покрај него Марија Мирчевска. Од мојата лева страна, негацискиот тим, тимот против оваа теза, тимот кој што тврди дека образованието во Република Македонија сепак нуди работни вештини на младите. Бранкица Георгиевска, Стефан Ристовски. Но тоа не се единствените луѓе кои што ќе зборуваат на оваа сцена, на оваа дебата. Покрај нив, на оваа дебата имаме и двајца почесни гости говорници, кои ќе може да ги чуеме малку подоцна. Односно две истакнати лица од македонската интелектуална сцена, господин Зоран Поповски и господин Љупчо Зиков. Без да должам повеќе за самата тема и за самите говорници, впрочем и како модератор, тоа и не е мојата улога тука, односно не е мојата улога тука да кажам што мислам на темата. Тоа ќе го говорат момците и девојките на оваа бина. Сакам само накратко да ви кажам како ќе изгледа оваа дискусија, односно каква е таа дебата што ние практикуваме во Младински образовен форум и зашто сметаме дека таа е најферска и наједнаква платформа за комуникација помеѓу лица со спротивставени ставови. Како што е евидентно, мислам дека и самите можете да го заклучите, имаме два тима со по двајца говорници. Тимот кој прв истапува на сцената, тимот кој прв има говор е афирмативниот тим, односно вообичаено тимот за тезата. Значи тимот кој што вели дека образованието не нуди работни вештини. Првиот говорник од овој тим, кој што ќе биде Георги Велковски, ја представува нивната страна, нивната тимска страна пред сите нас. И потоа следи простор за првиот говорник од страна на негативниот тим, односно тимот кој што има спротивно мислење од овој тим. Следува уште по еден говор од двата тима, каде што ќе се побиваат претходно изложените аргументи и ставови, и потоа следат и говорите на експертите, односно почесните гости говорници. И тука можеби е за вас еден од најинтересните делови, тоа е просторот, односно делот определен за прашање од публика. Делот каде што вие ќе имате можност сите коментари кои што ви текнале во текот на оваа дискусија и сте посакале да ги кажете, сите прашања кои што ги имате и сакате да ги поставите на некој од говорниците на оваа бина или пак почесните говорници, да можете да ги кажете. Но толку за тоа. Не би сакала да должам повеќе и сакам конечно да започнеме оваа дебата, да видиме што има да каже тимот кој што верува дека овој дом верува дека образованието во Македонија не им нуди работни вештини на младите. Георги Велковски, подиумот е ваш и имате 4 минути. Ти благодарам, Дона. Да започнеме. Јас сум Георги Велковски, првиот говорник од афирмативниот тим и чест ми е што ќе отворам оваа дебата.
Дебатираме денеска на тезата дека овој дом верува дека образованието во Република Македонија не им нуди работни вештини на младите. Најпрво да дефинираме зашто зборуваме, за понатака сите тројца говорници кои што следуваат после мене да имаат чист терен за да знаат зашто ќе се дискутира. Работни вештини. Што се работни вештини? Работни вештини според нас представуваат способности некој добро да си ја заврши својата работа. Кој ги поставува критериумите за какви треба да бидат работни вештините? Нормално тоа се оние луѓе кои што плаќаат, работодавците, многу едноставно. Но кои се тие кои што треба да им ги понудат работните вештини на младите? Многу едноставно, повторно, образовниот процес во Република Македонија. Единствена причина поради која сметаме дека образованието во Република Македонија не им нуди работни вештини на младите е следнава. Имаме стагнација на квалитетот на образованието во Република Македонија. Што подразбираме по тоа? Не сакаме да кажеме дека нешто се влошило, него дека едноставно образовниот тек во Република Македонија не ги следи тековите и промените кои што се случуваат во општеството. Зошто? Имаме две поенти во нашиот случај. Имаме првата поента дека теоријата не соодветствува и втората поента дека практичната работа која што е оведена на некој од факултетите повторно не соодветствува и не се практицира добро. Да преминеме на првата поента. Зошто теоријата велиме дека е лоша? Теоријата денеска како што се учи на факултетите во Република Македонија ви велат, треба да изберете еден точен одговор. Треба во книгата се наоѓа точниот одговор и вие треба да го најдете на крајот. Но не, работодавците денеска бараат од нас да имаме вештини за креативно размислување, решавање на проблемите на повеќе начини, понатаму комуникацијски вештини, лидерство, тимска работа, а да се разбереме не треба да препишуваме и не треба да се договараме со колегите на факултет и повторно велиме дека образовниот процес во Република Македонија не соодветствува во моментот со барањата кои што ги имаат работодавците и општеството во Република Македонија. Понатаму, да видиме технички како е сето ова изведено на факултетите. Имаме шаблонско оценување, стандардизирано тестирање, го изфрлив мусното оценување бидејќи сметаме дека студентите немаат што паметно да им кажат на професорите и дека едноставно професорите треба да им ја дадат книгата и студентите треба да го научат тоа што е напишано таму. Не можеме сами да ги решаваме проблемите, не можеме да имаме креативен инпут на тоа како ќе се развива понатаму македонското општество. Од нас се бара само да ископираме, да заокружиме А, Б, В или Г или Д и така ние го стекнуваме нашето знаење во образовниот процес во Република Македонија. Втората поента која што ја напоменав на почетокот е дека праксата едноставно не е доволно добра на факултетите. Зошто? Имаме вежби кои што ги нарекуваме лабораториски вежби на некои од факултетите, каде што едноставно се повторува тоа што се учи на часовите по теорија. Ставени се таму про форма, едноставно колку да се каже дека тие студенти можеби знаат како практично да го применат своето знаење. Понатаму велиме, сега воведовме и тоа дека студентите треба да идат на пракса во некои фирми, дека треба во фирмите да им се покаже како тие треба да работат, како во вистинскиот живот, кога ќе се соочат со вистински проблеми, едноставно да знаат да ги решат применувајќи го знаењето кое што го имале и го стекнале во образовниот процес. На пракса сите сега да се вратиме повторно во реалноста, знаеме како се случува тоа. Ви велат ќе одите таму на пракса, ви ставаат печат фирмата и едноставно се враќате и велите имам практично знаење, можам добро да го имплементирам моето знаење од факултетот, фирмата вели дека јас сум доволно добар. Образовниот процес, образовниот систем во Република Македонија во оваа ситуација едноставно нема доволно добра алатка за мониторинг и следење на практичната настава која што ја бара од студентите. Никој не се заинтересирал да им стави ментор на тие деца, дали тие добро си ја научиле работата, дали едноставно практичната настава им помогнала на нив добро да го имплементираат своето знаење. Заради овие две причини, бидејќи велиме дека има теорија која што не соодветствува на денешното општество и пракса која што не е доволно добра, ние велиме дека образовниот процес во Република Македонија не им нуди работни вештини на младите. Ви благодарам. Тоа беше првиот афирмативен говор на афирмативниот тим кој ни кажа кој е нивното гледиште по однос на денешната теза. Една од многу важните работи во дебатата сама по себе е и почитување на времињата кои што не се дадени за да говориме. Дебатите во принцип имаат определени минутажи, времиња за самите говори со цел да се осигураме дека има еднаква платформа за дискусија. Односно колку време што ќе има и афирмативниот тим, толку време ќе има и негативниот тим. Со цел да бидеме културни и да го почитуваме правото на изразување, откако завршува тајмерот по некој од говорите, оставаме уште 10 на секунди максимум со цел говорникот, кој што во тој момент кажувал нешто, да може да ја сумира и заврши својата мисла во една реченица.
Се надам дека ова ќе биде правило кое што ќе го почитуваат сите останати говорници на оваа бина, а воедно гостите говорници и гостите од публиката кои што ќе ги изложуваат своите ставови со цел да се погрижиме дека има време сите да ги искажеме своите мислења и дека имаме еднаква ефирска дискусија. Би сакала да го погледнам првиот негативен говорник Бранкица Георгиевска, досегашен координатор на дебатната програма во МОВ, како негативец број 1, да ни каже што е тоа со што не се согласуваат, беше изнесено од афирмативниот тим и која е нивното гледиште по однос на дискусија. Бранкица, микрофонот е твој. Добро вечер, дами и господа. Јас сум првиот говорник од негацијскиот тим и би сакала денеска да ви покажам зашто сметаме дека образовниот процес не е единствениот актер кој треба да биде разгледуван во оваа приказна и не е единствениот актер кој би го обвинила за немањето на работни вештини кај младите. Најпрви на фармацискиот говорник Ѓорги говореше за моменталната ситуација во образованието која што ни се случува во моментов, односно стагнацијата на образованието, односно како што оние го нарекоа неследењето на трендовите и побарувачката од една страна и од друга страна зборуваше за односот на студентите кон образованието. Афирмативниот тим, она што го направи денеска, го набедуваше образовниот процес, односно формалното образование, како единствен актер кој што треба да биде разгледуван кога зборуваме за неуспехот на стекнување на младите со своите работни вештини. Како за појаснување, она на што би сакале денеска да осврнеме ние малце повеќе да го објасниме како негацијски тим, е дека знаењето и стекнувањето на работни вештини во значаен дел се стекнува и преку други два сегменти на образованието покрај формалното образование, а тоа се неформалното образование и формалното образование. Колку за појаснување еве повторно, давачи на услуги односно давачи на неформално образование се невладините организации, приватните компании, приватни лица и така натака. Поради тоа би сакала да го објаснам малце процесот кој што поминува еден млад човек од неговото најпрво влегување во така наречениот циклус на образование, па се до неговото вработување. Најпрво имаме една индивидуа која што се запишува во свое основно образование, се префрла понатаму во средно и најверојатно се запишува понатаму и во високо образование. Зашто влегува една млада индивидуа во овој процес, бидејќи сака да се стекне со знање и со вештини. Потоа, она што го прави најчесто млада индивидуа од Македонија, оди најчесто на курс по англиски јазик или уште некој друг странски јазик, оди на дополнителни курсеви со цел да стекне вештини кои што подоцна ќе го олеснат неговото вработување. Во моментов спомнав други два актери кои што веќе ги напоменав на почетокот на мојот говор, а тоа се давачи на неформално образование каде што спаѓаат изучувањето на англиски јазик или било кој друг странски јазик, каде што спаѓаат дополнителните курсеви од типот на курсеви за тимска работа, лидерство и така натака. Формалното образование како такво е точно дека креира на некој начин просечни кадри, меѓутоа поради тоа самата индивидуа која не треба да биде апатична, за таква говореше досега афирмацијскиот тим, треба да бара и понатаму други начини за да се стекне со образование, да се дообразува кога веќе дел од тие не ги нуди формалното образование. Оно што сакам да кажеме е дека моменталната ситуација не го ослободува младиот човек од одговорноста да вложува во своето образование и мора да се посочи дека тој мора да вложува во дополнително образование со цел да се стекне со работните вештини кои од него се бараат од страна на работодавците. Оно што слушнавме се голем број од обвинувања од страна на студентите, бидејќи јас моментот на обвинување кон процесот на препишување, неодењето на вежби, така шалабајзерски земање на печат од своите пракси, повеќе го ставаме како обвинување кон самите студенти кои не се заинтересирани за своето образование. Понатаму би сакала да разгледам уште еден мал друг аспект, а тоа се работодавците како значајни кои ние ги сметаме дека се значајни во процесот на образование. Зошто? Бидејќи тие се оние кои што треба да ги прифатат идните студенти и тие се истите оние кои им нудат пракса на своите студенти. Дали јас сум единствената што забележував дека контрадикторност, доколку јас сум работодавец и при тоа сакам утре да дојдат квалитетни кадри во мојата фирма, се претпоставува е нели логично дека треба да вложам во образованието на овие кадри. Што би значило тоа? Дека кога практиканти ќе дојдат во мојата фирма или во мојата институција, јас на нив не треба шалабајзерски да им дадам подпис, туку треба максимално да се вложам во процесот на нивно образование. И така вежбите не би оделе про форма и не би го обвинувале само образованието како такво за проблематично, туку би
сакале да обрнеме малку внимание на тоа како фирмите го третираат овој проблем, за потоа кога доаѓа моментот на поставување на високи или не така високи критериуми, да имаме повеќе простор за дебата. Ви благодарам и ве замолувам да ја поддржите страната дека образованието во Македонија не е единственото кој не им нуди работни вештини на младите. Дебатата не ни кажува како треба да звучиме кога говориме. Дебатата ни кажува што треба да биде содржината на работите што ги говориме. Што е издржан аргумент, како што Лаза објасни, што е тврдење, што е наслов на аргумент, што е доказ. Она што треба да го видите сега, всушност, е дискусија на специфични поенти, дискусија на специфични теми. До сега ги забележав двата тима како лоцираат теми, како лоцираат проблеми за кои што допрва има уште да слушнеме. Дали вината за дефицитот од работни вештини лежи кај самите студенти, или пак кај образовните институции, или пак кај работодавците. Имаме уште два говора од по секој тим да чуеме каде точно они го лоцираат проблемот. Би сакала да го поканам вториот говорник од афирмацијскиот тим, говорникот кој што ќе ги одбрани тврдењата, кажем, презентирани од Георги Велковски и ќе ги нападне до одреден степен аргументите презентирани од Бранкица Георгиевска. Марија Мирчевска, микрофонот е твој, а ги молам дебатерите да не се заблагодаруваат по 30 секунди, тука да внимаваат на тајмерот со цел да имаме добра дискусија. Во ред, благодарам. Моето име, како што беше кажано, е Марија Мирчевска, вториот говорник од афирмативната страна. Оно што афирмативниот тим ќе проба вас денеска да ви покаже, да ви докаже и се надам ќе засегнете нашата страна е дека вината за проблемот кој го лоциравме треба да се бара единствено во образованието и сите оние актери кои ги спомна негативниот тим и проблемите кои се соочуваме со нив, проблемите кои се соочуваме, кои произлегуваат од нив, единствено виновникот треба да го бараме во неефикасноста и нефункционирањето на образованието како такво. Пред да почнам да се осврнам на тоа што го кажа Бранкица, едно прашање би сакала да поставам. Која е целта на образованието како такво? Целта на образованието како такво е единствено да продуцира кадар кој ќе биде конкурентен на пазарот на труд, а не како што кажа Бранкица да понуди само формално образование кој ќе продуцира просечни кадри. Значи да се продуцира кадар кој ќе биде конкурентен на пазарот на труд, есенцијално е да се одговори на потребите на новото време. Значи образовниот процес со времето еволуирал, додека во времето на хуманизмот и ренесансата можеби сме имале само потреба од основно познавање, како да читаме, како да пишуваме, како да го осознаеме светот. Потоа во времето на индустриализацијата, техничкиот аспект, манифактурното работење. Денеска во модерното време имаме потреба да ги инкорпорираме теоријата и праксата како такви. Што значи тоа? Тоа значи дека треба да се кроз образовниот процес мора да се стекнеме со одредени вештини, како што кажа мојот прв говорник, тоа се креативност во поглед на решенија, тоа се тимска работа, тоа се презентацијски вештини. Преку начинот на образование ние мора да ги стекнеме овие вештини како такви. И единствениот начин да постигнеме целта, тоа е да можеме да ги инкорпорираме теоријата и праксата, и ако го следиме модерните трендови и конечно да задоволиме целта, односно да продуцираме кадар како што го бара пазарот како таков. Меѓутоа, есенцијалното прашање зошто точно образованието треба да биде тој главен агент? Од проста причина што тоа е периодот во кој ние тоа е период на социјализација, тоа е период во кој ние се осозреваме како личности. Значи периодот кога стекнуваме норми, вредности, нашето етичко однесување и кога како личности треба да се способиме да применуваме некои одредени принципи и да се портретираме себе како личност. Доколку сакаме мотивирана младина, доколку младина која ќе биде желна да се надградува себе си, тоа се принципи кои мора да ги установиме уште во времето кога сами се образуваме. Токму затоа образованието како агент е најбитниот и есенцијалниот актер во денешнава дискусија. Овредно. Понатаму, беа спомнати работодавците, Зашто ние сметаме дека воопшто не е проблемот во работодавците, затоа што откако установивме целта, очигледно е дека образованието како такво треба да биде тоа кој ќе ги мобилизира работодавците да пристапат кон исполнување на целта, тоа е создавање на кадар. Значи не треба да чекаме ние работодавците да дојдат да ги понудат своите можности за доградување на овие личности кои ние ги продуцираме, овој кадар кој ние го продуцираме, туку баш напротив, образовните институции треба да бидат тие кои ќе го мобилизираат приватниот сектор и јавната администрација како таква. Значи, она што го имаме во статус квото е површни стратегии за соработка со стопанството, немање канцеларии, немање кариерни центри, не вклучување на приватниот сектор во изработка на курикулумот кој би требало да ги имплементира овие реформи како такви. И
конечно не смееме да дозволиме да побараме од приватниот сектор, од јавната администрација да побараме од нив да ги намали собствените критериуми за кадрот кој ќе го вработува само заради тоа што високото образование потврдува во својата цела тоа да овозможи кадар кој ќе биде конкурентен на самиот пазар. Значи тоа е спротивно на секоја економска логика, затоа што нормално таа вели дека потребна ни ефикасност, потребна ни ефективност и секој обид за намалување на стандардите би значило губење на капитал. Единствениот начин за да се соочиме, да не се соочиме со декаденција и со намалување на продуктивноста како таква е ако вложиме во образованието и во неговата продуктивност, со што би се здобиле со сеопшт општествен прогрес. Благодарам. Благодарам и на тебе, Марија. Знаете, професионалните дебатери, односно оние дебатери со големо искуство, кои што компетитивно се надпреваруваат на светските турнири, на интернационални турнири или макар и локални национални турнири, имаат навика да зборуваат колку можат побрзо, за да кажат колку можат повеќе. Сега ги критикувам дебатерите како такви. Дебатата како алатка ни дава можност да имаме ферска, плодна и конструктивна дискусија. Со себе има некои последици кои што останува на нас лично да ги решаваме. Односно, како дебатери да се погрижиме дека ќе зборуваме со нормален тон и дека нема да пробаме да кажеме се во еден 4 минути говор, во еден 4 минутен говор, туку само најважните работи кои што сметаме дека најмногу тежина имаат. Остана уште еден говор од страна на првите говори на двата тимови. По нив ќе ги чуваме гостите експерти, односно почесните гости говорници на оваа дебата, да дадат малку повеќе светло на оваа дискусија. Но пред тоа следува Стефан Ристовски. Се надам дека имате силни аргументи. Добро вечер на сите. Јас сум Стефан Ристовски, како што кажа Дона, и сум вториот говорник од негацискиот тим. И тоа што ќе се обидам да го покажам повторно е дека не е единствено кривицата во образовниот систем, туку има и други битни играчи во оваа ситуација кои што треба да се погрижат за младите да имаат повеќе вештини. Како што кажавме, главни актери ги идентификуваме студентите, тоест учениците, и од една страна во средината, од левата страна го имаме образованието, а од десната страна ги имаме работодавците. За да можеме да креираме младина која што ќе има работни вештини, кои што ги бара работодавецот, треба да се погрижат сите. Образованието е тоа што всушност еволуира до некој степен во Македонија и си имаат поставено некои нови трендови, прифаќање на нови модели од Европа и овозможување на софистицирана технологија за образување на студентите. Тоа значи дека образованието е должно да му овозможи на студентот да се едуцира, да му овозможи правилна методологија на студентот, да тој биде компетитивен на маркетот, на пазарот, се извинам. А потоа, меѓутоа, индивидуата е таа, тој студентот е тој битен кој што треба да иницира акција, тој е тој што е задолжен да има желба за себе да просперира во иднина. Тоа значи дека индивидуата треба да оди во образовниот систем, да има желба да искористи технологијата, да има желба да го искористи интернетот на друг начин освен како средство за комуникација, туку можност за употреба на добивање на нови информации, и тој е битен да оди кај работодавецот и да му каже дека не е дојден за печатот, туку е дојден тука да стекне работни вештини. На тој начин индивидуата ќе придонесе образовниот систем во нашата држава да стане многу подобар. Што се однесува до работодавците, наметнавме два типа како главни работодавци во Македонија. Едниот е бизнис секторот, односно приватниот сектор, а од другата страна имаме јавната администрација. Да видиме што тие нудат всушност за студентите. Ги имаме работодавците кои што, како што кажа, ги ставаат печатите. Тие, ако сакаат да имаат студенти, тоест ако сакаат да имаат работници во иднина за 5-6 години, треба сегашните студенти да ги прифатат, да ги учат на сите принципи, да им даваат практична работа, да ги вклучуваат во сите проблеми кои што ги има организацијата и на тој начин да им покажат како практично се работи. Имплементирајќи ја теоријата која што ја стекнуваме од училиштето на практичната работа, всушност тогаш добиваме студент кој ги има тие работни вештини. Потоа,
имаме јавната администрација во моментов која што има генерална слика дека се вработуваат луѓе со партиски книшки и преку роднински врски. Тоа не е начин како да се мотивира еден студент да работи во јавната администрација која што служи како сервис на целата држава. Тоа всушност треба потекне иницијатива од државата да покаже дека е битна администрацијата, да има транспарентност при вработувањето, да има кредибилитет секој вработен кој што е во јавната администрација и на тој начин да се студентите да се натераат да одат и во оваа насока, а не да бидат апатични, да мислат дека книшката или роднинските врски се тие кои што треба да се бараат во животот за да се вработиме во овој сектор, а не работните вештини кои што се потребни за оваа работа. За да го завршам мојот говор, ќе повторам уште еднаш. Образованието треба да го понуди формалниот дел на работа. Невладиниот сектор ќе понуди дополнителни обуки. Индивидуата ќе се вклучи во процесот на образование и работодавците ќе поднесат добри критериуми. Ако сите заедно се движиме кон една цел, сигурни сме дека побрзо ќе стигнеме до поентата млади со работни вештини. Ви благодарам. Благодарам на сите 4 говорници кои што ги изложија своите ставови, своите аргументи и создадоа дискусија помеѓу себе. Но тоа се аргументи кои што се на база на логика, кои што се на база на искуствата кои што овие млади луѓе ги имале во нашиот систем и информациите кои што ги примиле по однос на овие прашања. Со цел да донесеме и некоја нова перспектива во оваа дебата, некоја перспектива што не мора задолжително да е за или против, со цел да внесеме перспектива на лица кои што имаат искуство и изграден став по однос на овие прашања, имаме и двајца гости говорници. Прв на сцената би сакала да го поканам професорот Зоран Поповски, професор на Земјоделскиот факултет, кој што се занимава со истражувачка дејност во полето на образованието и има, претпоставувам, многу што да сподели со нас. 6 минути. Добро вечер. Мојата потесна специјалност е генетско инженерство, сега ќе пробам да се склонирам на 3 дела и да зборам прво како универзитетски наставник, потоа како поранешен учесник во донесување на важни одлуки во областа на образованието и на крај како родител. Пред 20 години, кога првпат почнав да предавам на Земјоделскиот факултет, иако не сум агроном по професија, на студентите ги доживував како луѓе кои што случајно дошле да студираат затоа што се свесни дека кога ќе завршат, пошто во сите помали градови во Македонија имаше комбинати, ќе се вратат таму, ќе си најдат работа, односно ќе почекаат 2-3 години работа, после некој ќе им дае нешто да подработат и на крај ќе завршат во пензија. Во меѓувреме тие комбинати исчезнаа. Денеска се обидувам да ги убедам студентите дека комбинати веќе нема, дека треба да се стекнат со нешто што ќе ги прави различни од фармерите, односно ќе може да им го понудат на производителите на храна, односно да бидат медиатори помеѓу производството и, да речеме, пазарот на прехранбени производи. Не знам дали ме разбраа до сега, меѓутоа факт е дека во меѓувреме почнав да се срамам од професијата, затоа што освен во Скопје, денеска предавам и во Прилеп, и во Струмица, и за среќа за малце ќе предавав и во Демир Хисар и во Гевгелија, ама среќа не се јавија студенти таму. Така да денеска сум како патувачки караван. Носам со себе провети, машини, покажувам таму и на крај кога ќе заврши приказната сите добиваат една иста диплома. Јас не можам, ме гризе професионалната совест затоа што не стојам за знаењето на оние луѓе каде што им предавам во фабричка хала или во градинка или во основно училиште, нешто што не е достојно за оваа професија. Така што можам само да заклучам дека образованието порано беше оптеретено со фактографија, точно, многу теоретизирање. Меѓутоа денеска тоа е вулгаризирано, провинцијализирано. Сега малку како поранешен учесник во донесување на одлуки во областа на образованието. За 4 години, додека работев во Министерството, само една компанија ми прати допис за да каже: слушајте луѓе, не сме задоволни од ова што излегува на пазарот на труд, би сакале да искреираме еден профил кој што би ни дал можност во иднина да отвориме нов погон кај што тие луѓе ќе ги вработиме. Само еден градоначалник од една општина се јави и рече: дајте ве молам, отворете ваква струка во наша општина затоа што имаме интерес инвеститори, ќе купиме машини, само дајте ни да отвориме ваква струка. До ден денеска Стопанска комора никогаш не расправала за квалитетот на кадрите кои што излегуваат од образованието. Ама меѓу бизнисмените владее тој општ впечаток дека кадрите се лоши, не ги бива.
Додека бе во Министерството исто проценивме дека е важно во средните училишта да има компании, реални компании, каде што младите ќе почнат да се стекнуваат со одредени предприемачки вештини. Односно, ќе станат свесни дека сами ќе си ја креираат својата иднина. Да знаат да извршат истражување на пазар, бизнис план да направат. Дури купувавме и машини за да почнат да произведуваат. Денеска, за жал, гледам дека тие компании веќе не функционираат. Може само да замислите дека еден факултет во Македонија денеска стипендира своји студенти. Односно, очекува тие студенти утре да завршат и да ги вработат кај себе. Значи, дефинитивно во овој дел сакам да констатирам дека од една страна имаме незадоволна бизнис заедница од квалитетот на образованието, на кадрите кои што излегуваат, а од друга страна немаме интерес да учествуваат во оваков тип на, јас обично го нарекувам бизнис диалог, иако луѓето обичуваат да го нарекуваат социјален диалог. Не, ова би требало да биде бизнис диалог. Понатаму, на крај, моето најважно трето, јас како родител, гледајќи ги учебниците во кои што, да речам, постојано поминуваа доста време моите деца, заклучив дека, односно, веројатно заради возраст, они не се во ситуација да ја сватат тежината на тоа што го прават во моментот, меѓутоа, заклучив дека нивните глави се преполни со непотребни глупости. Само ќе ви кажам еден детаљ пред една недела. Трансверзална акцелерација, син ми е прва година средно училиште, има 15 години. Не знам дали воопшто го разбира поимот, а тек да не зборуваме за формулата, равенката и така натаму. Значи, генерално, мој впечаток е дека образованието, онака како што е поставено денеска, не соодветствува на потребите на пазарот на трудот. Мислам дека секој кој што влегува во образованието, како наставник, независно дали во основно, средно и високо образование, пред да влезе во училница, треба пред себе да си го постави клучното прашање. Кој е багажот што ученикот, односно студентот, ќе го изнесе од тој час? Кој е багажот кој што ученикот и студентот ќе го изнесе од предметот кога тој ќе го положи испитот? Ако ние не ги дефинираме тие излезни вештини, знаења, компетенции, ништо не сме направили. Ние ќе си го извергламе нашето, студентите ќе го избуваат тоа, и тие ќе го изверглаат на крај, за на крај да добиеме студенти кои што не може да одговорат на барањата на работодавците. И на крај ќе го илустрирам со еден пример. На почетокот, уште во 90-тите години, кога евалуацијата уште не се ни спомнуваше, се обидував да видам студентите како размислуваат за мене како тогаш со работник. Им дадов една анонимна анкета со 7 прашања кои што се однесуваа на практичната настава, пошто тогаш бев асистент, и ми се случи чудо. Прашање од типот: како го оценувате ангажманот, се разбира анонимна анкета, на соработникот? Супер. Како е опременоста на лабораторијата? Одлична. Како е усогласеноста со теоретската настава? Перфектна. Дали сум редовен на вежби? Да. Дали водам евиденција? Да. И на крај клучното прашање: дали сте спремни со ова што сте го стекнали да влезете у лабораторија? Не. Така да се она друго што кажа, мене ништо не ми значи, ако знам дека секој од нив пред да застане пред вратата на лабораторија, 5 пати ќе се запраша дали воопшто ќе почне да смее да меша реагенси. Благодарам. Совршен тајминг, мора да признаем. Помина повеќе половина од самата дебата, останува да чуеме уште еден говор од нашите гости. Следува делот за вас, делот за публиката веднаш потоа, така да размислувате на прашања, доколку имате коментари или едноставно сакате да го искажете својот став по однос на ова прашање, кренете вашата рака подоцна и ќе го добиете микрофонот. Без да должам повеќе, би сакала да го поканам господинот Љупчо Зиков, основач и собственик на Капитал, да ги сподели своите искуства со нас. Добро вечер од мене, многу ви благодарам. Чест ми е вечерва да зборувам на оваа интригантна тема која не оптеретува нас многу подолго време. Јас моето излагање вечерва ќе го почнам со лично искуство од можеби пред половина година. Има Капитал Медија Груп објави оглас за вработување на 20 новинари. На огласот се појавија 90 кандидати. Од тие 90 кандидати во прва селекција поминаа 45, а од тие 45, 35 беа запишани на магистарски студии. Тие дојдоа во Капитал и побараа голем дел од нив во условите за работа во Капитал Медија Груп, побараа
part-time работно време, значи како би можеле да имаат време да студираат на магистарските студии по економија, политика и така натаму и така натаму. Ова чисто како увертира во мојата теза денеска, јас сакам да кажам на самиот почеток дека не до крај се согласувам, а можеби и воопшто не се согласувам со една од поентите што беше кажана во самиот вовед на трибинава денеска, а тоа е дека дебатата мора да донесе неминовно до прогрес. Јас тоа го толкувам на мој начин, ќе ми дозволите да имам собствено мислење. Јас мислам дека прогресот во ова општество, во нашето општество, подолго време наназад доведува до конформизам. Значи, резултатот на дебатите кај нас секогаш е некаков тип на конформизам и бутање под тепих на сите проблеми кои се појавуваат како поенти или како потреба за решавање за време на дебатата. Сега, слушајќи ги овие млади луѓе кои се во надоаѓање во своите кариери, кои се во подем и од кои вечерва извлеков многу добри поенти за понатака во моето работење, јас сакам да ве потсетам на филмот, не знам дали сте го гледале, второто продолжение на Wall Street. Има некој гледано во овој период. Сакам да ве потсетам на дебатата што прочуениот Гордон Геко, Майкл Даглас, им ја кажа на студентите и на брокерите во тајминг 2008-2009 година. Тој своето предавање го почна со, сега ќе ми простите на терминот, кога можеш Оливер Стоун да го стави во режијата, ќе го потребам и јас. Значи, првата реченица му беше: ви сте сјебани. Значи, Нью Йорк, Wall Street, 2008 година, пропаѓање на Lehman Brothers, пропаѓање на берзите, младите луѓе останале без надеж. Геко им се обраќа со тој термин. Јас сум 11 години инсайдер во она што значи бизнис, real economy, компании. Јас и денеска се прашувам која индустрија, која економија, која земјоделие. Најголемиот проблем на македонската економија, вклучително и на македонското општество, е непостоење на компании. Значи, ние не зборуваме за економија, ние зборуваме за компании. Кој е одговорен? Има одговорен. Не може дебатата да води кон прогрес ако ние се договориме дека заедно треба да одиме кон прогрес. Значи, работите треба да се менуваат. При тоа, да не бидам погрешно разбран, не мислам дека треба да се менуваат сега или во последните 4 години. Требаше да се менуваат 20 години, за да не дојдеме до оваа точка. Која е оваа точка? 360.000 невработени. Старосна структура на невработени меѓу 30 и 50 години. Образовна структура, повеќе од 60% основно и незавршено средно образование. Значи, тоа се фрапантни податоци. Сега се поставува кружното прашање. Кој да прави компании? Ако имате, според образовна структура, 50 или 60% луѓе со основно образование и со незавршено средно. Луѓе прават компании. Компаниите не се создаваат сами од себе. Значи, кој е тој што треба да инвестира кај нас? Луѓето. Луѓето се апатични. Луѓето немаат можности. Зошто немаат можности луѓето? Заради тоа што нема атмосфера. И сега, атмосферата ја прави кој? Значи, ќе се послужам со една финта, што прочуениот професор по менеджмент Иса Кадизес на своите предавања секогаш ја кажува, неодамна ја слушнав повторно во Скопје, а тоа е, погледнете оваа рака. Господ и дал палец. Само палецот е лидер на раката. Дали овој прст може да комуницира со овој прст? Тешко. Дали овој може со овој? Тешко. Само палецот комуницира со сите прсти. Дали може да ги решиме проблемите на овој начин? Дали со показалецот може да се реши проблемот? Сигурно не може. Или може да се решат само дел од проблемите со показалецот. Проблемите се решаваат со палецот, со лидерство. Мислам дека лидерството во Македонија е најважниот момент кој фали 20 години. Не лидерство на политичка партија. Мислам, видовме, веројатно и ќе видиме во догледно време. Лидерство секој во својата област. Секој во својата област на образование. Образованието сепак нуди можност каде што луѓето добиваат елементарни сознанија за тоа каде може да инвестираат. Инвестирањето во компанија е клучниот момент. Компаниите ги генерираат работните места. Затоа јас уште еднаш, веројатно и тука некаде ќе завршиме со тој дел, клучниот проблем го поместувам и го гледам во тоа дали македонската економија генерира компании. Заклучокот е дека во моментот македонската економија не генерира компании.
Овде имаме пред се проблем со лидерството. Лидерството во сите сфери веројатно и подсвесно заклучувате дека можеби најважно е лидерството на државата. Благодарам. Релативно голем број на интересни прашања беа начнати. Дали вината во немањето на работни вештини лежи кај младите кои се апатични, кои што не сакаат сериозно да се посветат на своите студии, кои што пред себе отишле и би земале подпис под маса, отколку да отидат и да посетуваат вистинска пракса. Дали вината лежи во работодавците кои што едноставно не знаат што сакаат или што треба да бараат од младите. Дали проблемот е во самото образование, односно самата теорија со која се стекнуваат студентите, средношколците, не е доволна, а и не е од практична корист. Делот за прашање од публика е отворен за вас. Нашите две прекрасни хостеси, Анастасија и Катарина, ги имаат микрофоните. И ги поканувам сите кои што имаат било какво прашање или коментар по однос на оваа дискусија да кренат рака. Кој ќе биде првиот човек, првиот гостин на оваа дебата кој што ќе го скрши мразот? Девојката Катерина Тодоровска, па Петар Лазаров. 2 минути имате за поставување на своето прашање и кажете која сте и до кого го упатувате. Добро, благодарам до нешто, иако се гледаме секој ден ми го сгреши името. Заедно бидејќи работиме во МОВ. Сакам да ги пофалам говорниците, навистина, иако се трудам да читам весници, да гледам телевизија и да следам медиуми општо, дамна немам слушнато така инспиративни говори и добро подготвени, што навистина ме натера на еден начин да се замислам во однос на поставената теза. Мислам дека заборавија еден друг момент веројатно да посочат, а тоа е во однос на тоа што професорите, конкретно во високото образование, не мислам дека се доволно ангажирани во однос на тоа да дадат фидбек на она што го работат младите како индивидуални проекти. Затоа што ние нашите вештини ги развиваме и ги стекнуваме само доколку имаме квалитетен и добар фидбек. Ако некој ја прочита семинарската, а тоа е професорот, оној кој што е доволно компетентен да го направи тоа, а не е асистентот или демонстраторот кој што е 1 или 2 години постар од нас и не може да ни даде реално никаков квалитетен фидбек на тоа. Затоа што само преку конструктивната критика можеме навистина добро да научиме. Несумнено и неспорно е дека треба да имаме индивидуални задачи што ќе ги правиме, затоа што така развиваме вештини, меѓутоа мислам дека можеби се преоптоварени професорите, можеби не сакаат да се замараат, не можам да точно да кажам што е причината, но мислам дека нашето образование не недостасува време помеѓу професорот и студентите кои што заедно ќе го поминуваат. Толку. Мислам дека е во ред да охрабриме Катарина, што беше нашиот прв гостин на публика со коментар. Петар Лазаров, доколку имате прашање упатено кон некој, ве молам да значите кој, доколку е коментар. Јас сега би почнал со делот на прашањата. Фала за коментарот на Ката. Јас би поставил прашање до професорот Поповски. Прашањето би се односувало, спомнавте дека само еден факултет стипендира своји студенти за да може да се вработат после кај него на факултет. Може да ни кажете кој е тој за да го охрабриме тој потек за понатаму и воедно ни кажете зошто сите останати не го следат тој пример и кои се причините за тоа да го немаме не само на еден факултет, него на сите универзитети во Република Македонија. Толку, фала. Да, може да одговорите на говорница и имате 2 минути да дадете одговор на прашањата. Веројатно не бев добро разбран. Станува збор за градежниот факултет кој што обезбедува стипендии од градежни компании кои што финансираат студенти кои што во иднина би можеле да се вработат во тие градежни компании. Значи не станува збор за стипендии кои што факултетот ги дава за студентите кои што би можеле утре да станат со работници, односно наставници. И тоа е за жал единствен пример. Јас за тој знам. Друго, сакав во однос на ова девојката што го спомна околу комуникацијата професори и студенти. Морам да признаам дека ова професијата универзитетски наставник беше една од најкомотните професии до скоро. Значи, убав статус, платата не е многу висока, меѓутоа сепак значеше нешто. Денеска времињата се изменија. Имате бројни приватни универзитети. Имате
98, како вели владата, 99% опфат на генерација. Не знаете што да правите со студенти. Значи, од 20.000 матуранти, само 100 не се запишуваат на факултет. Сите други може да замислите какви се тие ученици кои што завршуваат факултет. Така да денеска, сакале или не сакале, ние веќе сме алармирани. Ние почнуваме да чувствуваме конкуренција. За жал, уште нешто ќе кажам. Паднаа критериумите и за избор на наставници. Овие административни мерки што сега се носат се постфестум. Никогаш немало толку лош универзитетски кадар во оваа држава, затоа што нагло бројот се удвостручи и утростручи. Така да со право реагирате. Во вакви услови време се помалце ќе има за комуникација со студентите, ама затоа се востановени овие алатки за евалуација, па секој студент си го има добитното ливче на крај на семестар, па ќе ги оцени наставниците, па ќе ги ставиме таму во сандачето. Сега уште да ги воспоставиме механизмите како ќе ги наградуваме тие добрите, а како на крај ќе им ја покажеме вратата на тие кои што си играат со оваа професија. Тоа е веќе работа за некој друг, не за нас. Благодарам на излагањето и на одговорот на прашањата од публика. Дали некој друг се почувствува испровоциран или пак дојде до некаква идеја или став кој што сака да ни го представи на нас, останатите присутни тука? Марија, да. Океј, јас би го поставила моето прашање на господин Зиков. Нашата страна се обидува да покаже дека нема иницијатива од страна на високообразовните институции да соработуваат и со приватниот сектор и со јавната администрација како најголеми работодавачи. Дали ви од ваше искуство може да споделите со нас некоја иницијатива од страна на високообразовните институции, било за ваш импут во, да речеме, курикулумот на работа, било да соработувате на некаков начин на студентите да им се овозможи пракса или да ги отворите вратите за да имаат представа што ги очекува за време на работниот однос понатака? Фала. Фала. Мислам дека ова е клучното прашање во суштина. Конкретно мојата компанија, сум слушнал и за други компании дека го прават тоа, има понудено пракса, ги има отворено вратите за студенти кои завршуваат, меѓутоа дури и не бараме квалитет на студенти во нивното работење, не бараме ниту искуство, само бараме нагон да продолжат, тоест да останат да работат во Капитал Медија Груп. Ние ќе ги научиме на се, имаме наша школа за таа работа и ние сме продуцирале многу кадри во нашата компанија кои денеска останале подолго време во компанијата. Тоа е нашиот квалитет во работата и тоа е опфатот што го правиме да новинарите, аналитичарите кои работат во Капитал Медија Груп и подолго време остануваат. Сега, клучниот проблем, ако излеземе надвор од компанијата, нели, клучниот проблем во општеството е тоа што овие процеси не се масовни и не се почнати во многу области. Например, ако ја земете јавната администрација, таму имате секојдневно вработување на нови и нови контингенти на луѓе, некритичко вработување, а нема флуктуација, нема осцилација и тука луѓето се демотивирани да останат да работат, а уште пострашен момент е тоа што големи контингенти се мотивирани да останат таму, бидејќи нема каде на друго место. Знаете што? Образованието е исто производ на пазарната економија. Значи, дали имате формално образование, дали имате неформално образование или како ги викаат вечно учење школи, значи тоа е производ на пазарната економија. Која прави пазарната економија? Ќе се навратам на мојата дискусија од пред малку. Значи, пазарната економија во реалниот сектор ја прават компаниите и некој создава, знаеме сите кој, создава атмосфера за тие компании да се генерираат, да отвараат нови работни места. Сега, ајде да го видиме најновото, најпресното, дека имаме човек од парламентот ќе се најде и затекне на таа тема, да го видиме буџетот кој го расправавме пред 2 дена. Се извинувам се, морам мислите да ја кажам. Значи, имате буџет кој ви е 2,6 милиарди, 2,6 милиарди евра, од кој 50, 60 или можеби 70% се платите на јавната администрација, местото каде што вие треба голем дел од вас очекуваат утре да се вработат, и тоа е во секој случај влегување со билет кој има два правци. Значи, неминовно еден ден да има повратен процес од таму и луѓето сега не сваќаат. Луѓето на 24 години сакаат да влезат во државна администрација, а не се свесни дека тоа неминовно доаѓа, тоа е биолошки закон, дека на 32 години ќе мора да излегуваат од таму. Прашањето клучно е, каде потоа?
Има ли компании, има ли реален сектор што тоа ќе ги прифати? Благодарам многу. Повторно општа молба да сите, внимавајте на тајмерот во говорите и сметајте го времето за реплицирање соодветно на истото. Дали некој од публиката има прашање кон некој од гостите говорници или пак некој од дебатерите? Дали сите присутни тука сметаат дека образованието во Република Македонија не им нуди работни вештини на младите? Може ли тие кои мислат вака да кренат рака, освен членовите на афирмативниот тим? Кој тука мислите дека образованието не нуди работни вештини? И од сите вас никој нема што да каже. Дали некој ќе биде доволно храбар да ја задржи раката во воздухот? Упатете го микрофонот кај дечкото во белата мајца. Здраво. Вака, мене малце, прво да ги пофалам дебатерите, добро се спремни, има добри ораторски вештини, ми се свигаше перформансот. Мене ме загрижува тенденцијата образованието да го сведуваме само на стекнување работни вештини. Значи, образованието денеска на човекот треба му понуди знаења разноразни за светот, за себе, за околината, за општеството, за да го направи подобар човек. Не треба да го направи само алатка која ќе има одредени вештини и ќе биде искористена одредена корпорација, фирма и така натаму како машина. Треба да размислиме каде оди општеството ако така гледаме на образовниот процес. Бидејќи ако така гледаме, не ни требаат воопшто луѓе. Тогаш може само машини да работат механицистички во овој систем. Дека можеме ние да имаме одлични пиари, можеме да имаме одлични новинари, одлични мануални работници, меѓутоа да имаме лоши луѓе. Ако имаме лоши луѓе, ќе имаме лошо општество. Фала. Има ли некој присутен тука кој што сака да застане во одбрана на образовниот систем во Македонија? Верувам дека да, веќе имаме крената рака во еден од последните редови. Некој од вас тука се и задоволни од тоа што системот не го нуди. Ве молам, представете се и вашиот коментар. Добро вечер, име ми е Дејан Манев. Тука моментално сум присутен да дам дел од моите коментари доколку имам право. Според мене образовниот процес моментално не е подложен на таков притисок или не треба да биде подложен како што сега моментално сите сме овде сведоци дека го негираме. Се отпочнува од нас. Значи, прво ние треба да се погледнеме во огледало и да видиме дали сме способни, компетентни да продолжиме понатака. Значи, најважно од се е прво ние самите од себе да се погледнеме и да видиме дали ќе можеме да допринесеме во нашето општество. Не треба да ги напаѓаме нашите професори, не треба да ги напаѓаме нашите родители. Ние сме должни сами на себе прво да си ја фрлиме вината, затоа што доколку се сметаме компетентни да допринесеме во напредокот во нашето општество или генерално глобализирано во светот, ние треба да отпочнеме од сами себе. Ние сме алката која што е дел од синжирот. Без нас државата не може, воедно и државата како една организација, еден вид на субјект или објект е должна некојаш да не сослуша или не. Моето мислење е дека не треба толку негативно да се представиме, дека не треба толку негативно да гледаме на работите, туку едноставно вината одпрво од кај нас да почне. Доколку ние сметаме дека можеме да направиме прогрес, самите да се насочиме на тоа. Доколку нема вработување, не треба да лежиме дома и да чекаме некој да не вработи, туку треба да изнајдеме решение и солуција на проблемот. Доколку се сметаме потребни во било кој дел, сами да го понудиме тоа, а не да чекаме дома и да бараме помош од државата или да се инфилтрираме во државните организации или приватни сектори. Сепак се почнува од нас. Според мене, најважно од се е ние самите да заклучиме дека доколку сме компетентни и способни, треба да работиме. Благодарам. Благодарам. Ке беше фино да продолжиш на аплаузот, што малку за да го анулираме пискањето на тајмерот. Имаме уште само 2-3 минути отворени за прашања и коментари од публика. Доколку некој од вас има нешто што сака да го сподели со присутните тука, повторно може да ја кренете вашата рака за да добиете микрофон. Да, дечкото во сината мајца. 2 минути.
Здраво, јас сум Мартин Нунов. Значи, несомнено е дека доколку младите се растрчуваат од една невладина организација до друга невладина организација, од еден приватен курс до друг приватен курс, би се стекнале со тие работни вештини. Но клучното прашање овде е дали образованието како такво во Македонија им нуди на младите работни вештини. Бидејќи се додека она неформално образование кој им нуди работни вештини на младите е мисловна именка во самото образование на Македонија, тогаш образованието во Македонија баш и не им нуди работни вештини на младите. Тоа сакам да го поставам на негациониот тим. Значи, дали образованието на Македонија им нуди работни вештини на младите, исклучувајќи ги невладините организации и сите оние курсеви приватни, бидејќи сето тоа е само по наш избор и сепак приватните курсеви се оние кои што ние треба да ги платиме. Благодарам за интересното прашање. Некој од негативниот тим? Има право да реплицира 2 минути. Апсолутно се согласувам дека прашањето е сосема поставено на место и дека во бркотницата помеѓу центарот каде што го изучуваме нашиот јазик до невладините организации и факултетот, најверојатно некаде ќе се изгубиме и при тоа ќе заборавиме која ни е примарната цел и што треба ние најпрвен да научиме, мислејќи дека со колку повеќе вештини се стекнеме, толку ќе бидеме подобри. И реално сме подобри колку повеќе вештини имаме, меѓутоа во оваа моментална ситуација во која што ни се наоѓа образованието, не сметаме дека единствен проблем е само тоа што у образовниот процес ние немаме предмет лидерство и мотивација. Мислам дека имаме далеку повеќе проблеми од овој и дека поради тоа моментално нудачи на вакви дополнителни услуги или дополнителни работни вештини се невладините организации или се дополнителните курсеви кои што ги учиме. Во едно идеално општество, идеална прогресија на не така како што најпрво го дефиниравме стагнантното моментално образование, во таа слика би го гледале исто така и формалното образование како нудач на овие вештини. Ја би сакала да дадам малце една друга димензија исто така поврзана со твоето прашање, а тоа е дека до некаде факултетите се обидуваат да го инкорпорираат ова, односно и би се согласила со она што го кажа Кате, дека факултетите како такви и средните училишта и основните училишта имаат нешто што го велат тимска работа или изработување на проекти. И по логика на нештата ние сваќаме дека кога имаме тимска работа или изработување на проекти, дека како производ на тоа би требало да излезе вештина работа во тим, решавање на конфликти, делегирање на задачи и така натака. Меѓутоа во моменталната поставеност на образованието, како што беше веќе презентирана, самото образование е премногу букирано со останати административни работи, самите професори и ја немаат веќе само улогата на проценување на знаењето и обрнување на најголемо внимание врз студентите, туку нивното внимание на многу повеќе места разделено. И да, во една идеална ситуација можеби би требало да биде образованието, формалното образование нудач на овие вештини, меѓутоа она што ние денес како застапуваме како негацијска страна и сметам дека најголем дел од публиката би се согласила со истото, е дека не е само образованието, односно формалното образование и формалната поставеност моментална која што треба да се грижи за овие работи, туку и другите засегнати страни, доколку фирмите како такви се засегнати од неквалитетните кадри кои ги добиваат во моментов и тие треба да превземат некаква иницијатива и при тоа да работат за образованието на младите. Благодарам на сите кои беа доволно храбри да го земат микрофонот и да зборуваат пред овој аудиториум, а да не видат тоа само нашите дебатери и нашите гости. Делот за прашање од публика официјално е затворен и останува уште да ја сумираме, резимираме односно и затвориме оваа дебата. За крај, уште само еден 6-минутен сегмент, односно по еден затварачки говор од страна на двете страни. Афирмативниот тим и негативниот тим. Секој од првите говорници од секој од овие тимови имаат право 3 минути да дадат резиме на оваа дебата во полза на нивната страна. Кои се аргументите кои што афирмативниот тим смета дека беа најсилни, кои што беа во нивна полза, кои се поентите што ги извлекоа од говорите на гостите говорници или пак од вашите коментари, ќе видиме од Георги Велковски. 3 минути, микрофонот е ваш.
благодарам, Дона. Кој микрофон работи? Океј. Ви благодарам на сите. Ќе ја имам честа да ја затворам, да ја сумирам оваа дебата од страна на афирмативната страна, односно да ви објаснам зошто образованието во Република Македонија не нуди работни вештини и зошто образованието во Република Македонија е единствениот кривец заради тоа што младите излегуваат на пазарот на труд без соодветни работни вештини. Најпрво да видиме што бара пазарот на труд од нив. Бара иницијатива, бара креативност, решавање на проблеми, тимска работа, лидерство, иновативност, комуникацијски вештини, аналитички пристап и истражување. Што им нуди образовниот процес доколку го разгледаме од почеток па натака? Во основно ви велат не бојте надвор од линијата. Во средно ви велат не препишувајте и не се договарајте со колегите. На факултет ви велат изберете го точниот одговор од понудените што ви се таму. Каде ги гледате креативноста на студентите која треба да ја стимулира образовниот процес и каде ги гледате иновативноста, решавањето на проблеми, менеджирањето со конфликти и сето она што го бараат денешните работодавци од своите идни вработени. Понатаму, негативниот тим на оваа дебата пробува да ни ги протне двата агенти, индивидуата и работодавците и пробува да ни каже дека тие се тие кои што треба да се вклучат во процес на решавање на неизбежниот проблем, големиот процент на невработени луѓе во Република Македонија. Да потенцирам уште еднаш, ова се субјекти, индивидуа, работодавци. Ние зборуваме за цел систем на образование, низ кој што поминала и таа индивидуа, низ кој што поминале и тие работодавци, и кој што самата индивидуа што е креирана таква што не се заангажира сама, и самите работодавци што ставаат печат на луѓето кои што идат на пракса од онака, сите тие сами по себе се криви бидејќи поминале низ образовниот процес кој неизбежно не одговара не е добар во оваа наша држава. Уште еднаш ќе повторам, образовниот процес ги тера луѓето да размислуваат во одредена матрица, а тоа општеството не го бара. Општеството секогаш стимулира мислење надвор од кутијата. Најиновативните работи, најголемите идеи дошле бидејќи некој одбил да следи оваа матрица, бидејќи некој одбил да се согласи на процесот кој што го предлага образованието. Сите големи луѓе, богати луѓе, Бил Гейтс, понатаму Стив Џобс и сите оние кои што се на топ листата на најбогати луѓе во светот и најуспешни, тоест голем дел од нив не завршиле факултет, него одлучиле да искочат од образовниот систем за да не затупат. За крај. Би сакал да му наздравам на образовниот систем, наздравам со вода, за толку заслужува. Ви благодарам. Бранкица Георгиевска. Последен говор од страна на негативниот тим образованието во Република Македонија им нуди работни вештини на младите. Што имате да понудите како контрааргументи на ова што го чувме од Георги Велковски? 3 минути. И нормално имам многу што да кажам во однос на аргументите кои што ги изнесе Георги, а првото е тоа дека она што го кажа баш би го цитирала, дека негацискиот тим пробува да ги вметне двата агенти во оваа дебата. Јас мислам дека оваа дебата нема да се случува во моментот, доколку еден од тие агенти, да не речам двата од тие агенти, се директно засегнати од моменталната ситуација. Од моменталната ситуација во образованието се засегнати самите индивидуи кои ние како агенти пробавме да ги вметнеме. И од моменталната ситуација се засегнати и приватните компании од друга страна, кои исто како агенти ние пробавме да ги вметнеме, а не припаѓаат овде. Сега да продолжам кон она што би сакала да го сумирам, имајќи го кажано повторно двата аспекти кои ние сакаме да ги разгледаме во оваа дебата. Она што беше кажано и во поголем дел од говорите се мотивацијата на младите да се вработат во администрација и она што би сакал исто така да го додадам како краен факт е колку од младите не се гледаат овдека во оваа држава. Последното истражување кое го направи Младински образовен форум и кое ќе биде објавено многу наскоро, вели дека 25% од младите се гледаат себе си вработени во државната администрација или како многу пострашна бројка од ова, 45% од младите не ја гледаат својата иднина во Македонија. Она што овие две бројки кажуваат е дека дефинитивно младите, иако можеби не знаејќи својата иднина што се случува во државната администрација од кога ќе наполнат својата 30-та година, се гледаат себе си како вработени во државната администрација како свое сигурно прибежиште, а при тоа не барајќи од нив големи работни способности, да не речам барање од нив да седат од 8 до 16 часот на работа.
Она што е страшно и фрапантно е дека голем дел од младите не се гледаат повторно во Македонија. Би значило дека тие не ја гледаат, тоа значи дека тие не ја гледаат својата иднина овде и верувам дека вината во ова треба да најдеме повторно во оваа дебата. Дали младите со вештините со кои што ќе се стекнат, односно не се стекнуваат, можат да ги применат во ова општество или не би можеле, па поради тоа ја гледаат своето пребежиште надвор. Понатаму би сакала да го потенцирам моментот на креирање на просечни кадри, а од друга страна барање на различност. Сметам дека точно разликата помеѓу просечни кадри и различност е во иницијативата која што младите треба да ја покажат за своето образување. Кога во моментов гледаме дека образованието моментално не ни нуди се она што ние сакаме да го добиеме, од друга страна работодавците бараат многу повеќе од нас, тоа е моментот кога што ние треба да се заангажираме и да се откажеме од онаа апатично однесување кое што го имаме постојано. Исто така, не би се согласила дека дебатата не може да оди кон прогрес. Сметам дека дебатата е единствен начин повторно кој ќе оди кон прогрес и сега за да се вратиме на конструкцијата, тврдење, објаснување, би го објаснила ова од мојата страна како завршеток на мојот говор, а тоа е дека дебатата е единствениот начин да одиме кон прогрес од проста причина што дебатата ни нуди да разгледаме различни начини, различни можности, би потенцирала, ни нуди да разгледаме различни модели кои што може да не однесат до прогрес. Разгледување на различните модели и дебатирање на различните модели кои што може да не однесат кон прогрес, значи дека ќе го одбереме најдобриот пат до таму. Ви благодарам уште еднашка. Знам дека можеби сте изморени од ракоплескање, но сакам да побарам уште еден аплауз за нашите четворици дебатери тука и нашите гости говорници на оваа дебата. И не е наместено, не знаевме дека ќе се поздрават. Ви благодарам што ја изслушавте оваа дебата и сакам да се благодарам на сите кои што активно се вклучија во истата. Знаете, дебатата сама по себе не мора да води кон некоја конечна цел и решавање на некој проблем, но е исклучително добра алатка за користење за да се реши некој проблем. Еден познат цитат е: подобро да се дебатира некој прашање без да се реши, отколку да се реши без да се дебатира. Се надам дека извлековте заклучоци од оваа дискусија. Се надевам дека и ги продлабочивте вашите ставови, а најдоброто нешто што би можела да го посакам е да колку некој решил да ги преиспита своите ставови и со чиста глава и непристрасно да ги размисли своите гледишта по однос на оваа теза. Не би сакала да должам повеќе. Дебатата е затворена и следува мало освежување, односно 20 минутна пауза за сите нас. Пред да станете да ги напуштите своите места, би сакала да ви кажам дека шанкот за да се послужите со кафе, чај или пак вода е од мојата десна страна. За пушачите, излазот на терасата е на истата локација, а по ова, односно за 20 минути, почнува следната дебата на уште една интересна теза. Скопје 2014 го напредува македонското општество. Толку од мене. Пријатно.